Поштувани граѓани, владата предводена од СДСМ и премиерот Димитар Ковачевски продолжуваат со вистинска грижа за граѓаните и стопанството во време на светска, економска и енергетска криза. На вчерашната седница на владата донесена е одлука за обезбедување на поевтина електрична енергија за компаниите кои произведуваат основни прехранбени производи. Тоа значи дека компаниите што и произведуваат основни прехранбени производи, како масло за јадење, леп и пекарски производи, брашно, млеко и млечни производи, како и компании од месната и живинарската индустрија, ќе плаќаат електрична енергија по цена од 80 евра за мегават час. Тоа е повеќе од двојно поевтино од редовната цена на пазарот за мегават час. Со овие мерки, компаниите, производителите на основни прехранбени производи ќе имаат предвидливост, стабилна и поевтина струја, што ќе влијае и врз стабилизирање на цените на финалните производи кои се произведуваат и се продаваат од страна на овие компании. Како што веќе беше најавено, соопштено од производителите на основните производи, дека со ваква цена на електричната енергија, крајните цени треба да се намалат за најмалку 10%. Тоа значи пониски цени за граѓаните, односно заштита на нивниот животен стандард и куповната моќ. Ова е уште една во низ за владини мерки за помош и подршка на граѓаните и стопанството во време на најголемата светска економска и енергетска криза. Со последниот пакет мерки, вреден 360 милиони евра, ги помагаме граѓаните и компаниите во надминување на последиците од кризата. СДСМ, преку владата и институциите што ги предводи, не остава никого сам во време на светска економска криза. Грижата за сите продолжува. Благодарам.